Пет светски мистерии во авиацијата. Изгубени авиони, никогаш не пронајдени патници, па дури и нуклеарен бомбардер кој исчезна. Тоа не е дел од заплетот на хорор филм во авиацијата. Тоа е дел од најужасните мистерии на светот во авиацијата. Мистериите постоеле цело време и авиацијата не е исклучок. Минатото на авиацијата содржи бројни нерешени приказни кои ни оставија многу неодговорени прашања. Еве список на 5 најголеми светски мистерии во историјата на авиацијата. Дали пилотите го избегнуваат Бермудскиот триаголник или наречен уште ѓаволски триаголник? Духови, чудни исчезнувања на авиони, па дури и знаци на вонземјани и НЛО. Бермудскиот триаголник може да биде вистинска дефиниција за нерешените приказни во историјата на авиацијата. Бермудскиот триаголник, понекогаш наречен и ѓаволски триаголник, се наоѓа помеѓу Мајами, Порторико и местото Бермуда. И покрај тоа што овој триаголник содржи многу чудни приказни, најмистериозната се случила кога бомбардерот на американската морнарица Летот 19 исчезнал со 14 луѓе во споменатата област на 5 декември 1945 година. Подоцна, истиот ден, Буно 59225 беше испратен на пребарување за исчезнатиот Лет 19. Вториот авион со 13 луѓе исто така исчезнал во областа на Бермудскиот триаголник и никогаш не биле двата авиони пронајдени. Под 1. Најскапото пребарување во историјата на авиацијата Malaysia Airlines. Една од најпознатите мистерии за исчезнатите авиони е летот 370 на Malaysia Airlines на 8 март 2014 година. Авионот кој патуваше за Пекинг од Куала Лумпур со 227 патници и 12 членови на екипажот исчезна 1 час по полетувањето. Напорите за пребарување започнаа во Јужното Кинеско море, при што учествуваат 34 бродови и 28 авиони од 7 земји. Анализата на радарските и сателитските податоци откри дека по последната порака околу 1 часот по полноќ авионот драматично излетал од патеката пред да управува автопилотот. Сега се верува дека авионот летал додека не останал без гориво и паднал во Индискиот океан. Далеку од првичните напори за пребарување и после толку години по исчезнувањето се уште нема точни сознанија што точно се случило. Под 2. Египет Airlines. Или се потпирам на Бога, изјава на пилотот. Се уште е мистерија што се случи за време на летот 990 на Египет Air од Лос Анџелес до Каиро во 1999 година. Боинг 767-366 ER успешно полета околу 1 часот и 20 минути по полноќ. По околу 30 минути контролорите на летање добија сигнали дека леталото се изравни на одредената висина од 10.000 метри. Авионот го достигна опасното ограничување на брзината и полета во пониска насока. Само за неколку минути целиот авион се распадна на небото на 3000 метри и се урна во Атлантскиот океан. Сите 217 луѓе загинаа, вклучително и членовите на екипажот. Пред несреќата офицерот на летот 990, кој го контролираше авионот, постојано велеше се потпирам на Бога. Се уште не е разјаснето дали летот 990 е самоубиствена трагедија или заговор за терористичка акција. Под 3. Необјаснетиот кошмар на летот 522 на Helios Airways. Во 2005 година летот на Боинг 737 од Кипар до Прага стана најсмртоносниот лет во авиацијата на Грција. Патничкиот авион малку излетал од курсот и контролорите на летање во Грција се обиделе да стапат во контакт со екипажот на летот. По 19 обиди со Боинг 737, два F-16 летале покрај патничкиот авион и се обиделе да го пресретнат.
Пилотите на F-16 забележале дека капетанското столче е празно, копилотот лежал неподвижен, а на таванот висат маски за кислород. Сите патници и членови на екипажот се мртви. Летот 522 на Helios Airways летал со автопилот додека не останал без гориво и не удрил во Рид во Грција. Истражителите не можеа да ја објаснат мистеријата за тоа како притисокот во кабината паднал толку ниско во патничкиот авион. Под 4. Мистериозна загуба на Airbus A330-200. Во 2009 година летот 447 на Air France од Рио де Жанеиро до Париз исчезна во средината на Атлантскиот океан. Авионот Airbus A330-200 исчезна со 228 лица, вклучувајќи патници и членови на екипажот. Беа потребни околу ужасни 6 часа за Air France да признае дека летот 447 исчезнал. Мистеријата продолжува откако беа откриени остатоци од изгубениот авион. Истражителите открили дека автопилотот на Airbus A330-200 паднал додека летал низ бура со грмотевици. Во 2012 година истражителите го објавија конечниот извештај за летот 447 на Air France, објаснувајќи дека трагедијата била предизвикана поради кристали од мраз кои влегле во цевките и го оневозможиле автопилотот на авионот. По многу години се уште е прашање како најсовремениот Airbus A330-200 не покажал никакви сигнали пред да исчезне. Под 5. АХ-32 на индиските воздухопловни сили. На 22 јули 2016 година индиските воздухопловни сили Антонов АХ-32 полетаа од станицата на воздухопловните сили Камерон во Ченаи со 29 луѓе кои патуваа кон пристаништето Блер, кој е главен град на островите Андаман и Никобар во Индискиот океан. Нешто помалку од 45 минути по напуштањето на аеродромот, кога авионот се наоѓал на околу 170 милји источно од Ченаи, радиокомуникацијата од радарот со авионот била изгубена без никакво предупредување. Немаше итни повици од екипажот на летот. Времето не беше ништо невообичаено, но авионот исчезна без трага. Индиската морнарица беше испратена на последната регистрирана позиција за да пронајде преживеани или остатоци. Последователната операција стана најголемата операција за пребарување и спасување во Индија, спроведена на вода што некогаш била спроведена. Тие пребаруваа областа со 12 бродови, 5 авиони и една подморница, но не можеа да најдат ништо. Сепак немало локатор за лоцирање под вода, што сугерира дека завршил во вода. Сепак до ден денес не е пронајдено ниту мало парче отпад од летот, па се претпоставува дека сите 29 патници се мртви или се уште нема дефинитивни одговори што точно се случило.